Тренд на 24 вести, почитувани гледачи. Јас сум Анита Додевска, вие гледате новонеделно издание. За само неколку дена во предизборие, владата на име субвенции исплати повеќе од 34 милиони евра. Се офајдија тутунарите, лозарите, градинарите. Дел од оваа сума беше исплатена пред вообичаениот рок околу јуни. Неодамна Тренд ги анализираше состојбите во земјоделството, а гостин тогаш беше ресорниот министер Лјупчо Димовски. Но во ова издание на Во фокусот се субвенциите и нивниот ефект. Гостин во емисијата ќе биде Ристо Велков, земјоделец од Струмица и воедно прв човек на Сојузот на синдикати на земјоделските производители токму од овој регион. Со анализите, интервјуата, ставовите почнуваме веднаш, останете со нас. Не може да биде одржлива земјоделската политика преку која се купува социјален мир без да се обезбеди развојна компонента. Ова го порачуваат експертите, откако владата во предизборие исплати повеќе од 30 милиони евра на име субвенции. Експертската јавност исто така повикува на отчетност каде, колку и кои земјоделци добија од милионските суми. За ставовите на аналитичарите, земјоделците, сточарите и на владата, Светлана Божиновска. Субвенциите предизборно и 3 месеци порано стигнаа до земјоделците. Дел од нив изненадени од владината одлука, но и среќни што годинава навреме ќе ги покријат основните трошоци. Битолските земјоделци подготвени за пролетната сеидба. Субвенциите се најголемата помош што може да ја добијат земјоделците, бидејќи тие се чисти пари кои се употребуваат за сеидбата, за нафта, за ѓубриво, за голем број други работи кои се потребни, па и поради тоа што годинава и се и малку порано исплатени од законскиот рок, се добре дојдени за земјоделците. Во последниве години, како што реков, цената е малку добра во моментов, пошто реков со недостатокот на храна малку е добра, али сепак со субвенционирањето од страна на владата доаѓаме малце до подобри резултати, пошто еден дел, да речеме, од трошоците се покрива. Да не речам дека они основните средства што се за садење за едно за друго, можеме да дојдеме скоро некаде веќе на нула, пошто трошоците се големи сега пред сеидба. Овие пари, да речеме, што се исплатија сега предвремено, добродојдено ќе му дојдат на земјоделците, пошто сега веќе сејна сезона ќе почнеме каде да ќе почне да се спремат нивите едно друго. Треба нафта, треба семенски материјали, билки, едно друго, знаете тоа како оди. И во моментов овие субвенции што се префрлија пред време ќе бидат, мислам, добре дојдени. Според експертите, предвремената исплата на субвенциите отвара повеќе дилеми. Професорот Борис Анакиев својата повеќе децениска работа ја посветил токму на земјоделството во последниве 20 години. Според него за овој период драстично се намалени обработливото земјоделско земјиште, производството на некои од главните земјоделски култури, бројот на работниците, а за сметка на тоа се зголемил увозот на храна и покрај владините пари на име субвенции, се уште аграрот не може да покаже позитивни резултати. Според професорот Анакиев, иако се делат субвенции, се најавува своевидна реформа во земјоделскиот сектор. Мора да се заштити земјоделското обработливо земјиште и да се спречи раситнувањето на земјоделските површини. Нема постојаност во структурата на парите што се делат. Да речеме, 2007 година 46,5% биле за за растително производство, а 44,7% за сточарско производство. Додека 2008 година, веднаш наредната, сега не знам кои причини биле да дојде тоа. Следната година 55% за растително, а само 34,7% за сточарско производство. Или еве последната година биле 50 за растително, а 50,4, 33,7 за сточарско. Друго, по години има таа структура на што се делат парите, тие поедини мерки, за што се делат, има од 8 до 11 показатели различни. Ние не сме прогласили ни една култура, колку што е пченицата важна за земјоделецот, толку и доматите што ги производимо се важни на него. Значи се одлева средства за некои можда непотребни мерки. И трето, земјоделецот во тој
galimatius od merki i uslovi što treba da ispolni, mnogo teško će se snalaziti. Nismo ograničeni sa kapacitetom. Mnogo smo ograničeni. Ne samo što smo mala zemlja, туку mal del površini se pogodni za земеделско производство. Od skupната површина на Македонија, половината е земјоделска, од тая 51% се шуми и пасишта и друга површина само 600.000 хектари се обработија површина. Зголемувањето на приносите е исто така, иако може побрзо да се дојде до зголемени приноси со нова технологија, со продуктивни семиња, со подобра механизација, сите аспекти на воведување на посовремена технологија. И тоа треба да имате и повисоко образование на земјоделците, треба сознание, посериозни сознание земјоделцот да има за да може да примени современе технологии. Тука ни недостасува. Ние имавме релативно ограничени земјоделци, необразовани, со една психологија, да се задоволува со тоа што има, со тоа што можел дедо му и татко му тој да се задоволи. Немаме систематска едукација на земјоделците. Немаме апсолутно, не се направи право. Нешто Федерацијата на фармерите се обидува, нешто има во некои од проектите за поддршка, меѓутоа немаше систем. И ден денеска нема систем. На земјоделците им треба едукација, им треба знаења, им треба литература, брошури за повисока технологија. Иако во годинишната програма за субвенционирање зголемена е поддршката за сточарството и за градинарството, се уште нема анализа за ефектите кои досега ги дале субвенциите. Владата на земјоделците на име субвенции им подели повеќе од 30 милиони евра. Доделени се субвенциите и ќе продолжат да се доделуваат до крајниот рок, односно до 36 согласно Законот за финансиска поддршка. Ние очекуваме пред се земјоделците овие средства да ги наменат во подобрување на условите за производство, во купување на репроматеријали, во современување на нивните земјоделски стопанства, се со цел да имат поголем принос, а со тоа и поголем приход. Во исто време сметаме дека е добро овие средства да се искористат за воведување на добрите земјоделски пракси, значи правилно наѓубрување, правилно режење, правилно третирање на земјоделската почва, за испитување на квалитетот на земјоделската почва, се со цел да самите земјоделски стопанства почнат со уште посилни чекори да се осовременуваат. Нас не треба такви успешни земјоделски стопанства и затоа сметаме дека овие средства од субвенциите треба да се наменат точно во тој правец. Први беа исплатени парите за тутунарите со 26,6 милиони евра, веднаш понив полјоделците со 5,7 милиони евра, лозарите 1,6 и градинарите 1,1 милион евра. Според проекциите на владата за оваа година, финансиската поддршка за земјоделците на име субвенции треба да чини 135 милиони евра. Дел од нив се обезбедени преку програмата за директни финансиски плаќања, а останатите од програмата за рурален развој. Иако од година во година расте сумата за поддршка на земјоделството, без конкретна стратегија нема да има резултат, сметаат експертите. Ако зборуваме за толку поделени средства, да зборуваме за резултатите. На жалост, за жал, резултатите не се охрабрувачки. Моите податоци, официјални статистички податоци покажуваат дека од 1991 година до сега скоро сите капацитети опаѓаат. И во сточарството, и на површините. Структурата на користење на обработените површини е катастрофална. Од 237.000 хектари обработено под жита, ние имаме сега 163.000. Јас викам сега, после овие избори, градовите ќе процветат македонски. Ако се исполни 50% од ветувањата. Меѓутоа, никој не спомнува село. Никој не кажува што ќе се случи во селото. Значи, диференцијата меѓу селото и градот се продлабочува. Никој тамо не планира градинка, школо, кино, театар, ни пат, ни водовод, ни канализација. Сите се свртени во градот. Градот ќе се шири, сега сите градови предвидуваат градење на индустријски објекти. Тие се градат во најплодниот дел околу градовите. Тоа е земја со рента 1, најскапа земја. Ние покриваме со бетон. Значи, треба да се направи сериозна анализа на тоа што се моментално
стално случува во регионите. Ние ќе имаме тамо во регионите своеволие, кој што никој не обрнува внимание на селата и на земјоделците. А ние, фала Богу, веќе 150 села не стана од картата на Македонија, продолжува тој екзодус. Проблемот е да зголемите приносот на приманото производство. Приманото производство, јас реков, може да се зголеми со ведување на современи сорти, со примена на научници сознанија. За жали тука имаме дефекти, ние научните институти скоро ги укинавме во земјоделството, имаме 5-6 институти, сега имаме еден институт со ограничен број луѓе, пари нема за наука во земјоделството. Значи примена на современи научни сознанија, ние немаме кањас ни аутохтоните сорти, не можеме да ги провериме, него ли да имаме собствени креации на собствени сорти. Значи тука е сериозен проблем околу таа технологија за повисоки приноси. Ние многу лошо стоиме со производство. Купното годишно производство на пшеница, да речеме, од 340.000 тони, сега на 250.000 тони. Ние гладни ќе умреме ако не купиме пшеница и уште се осмелуваме тамо да ограничуваме увозот и така натаму. Државата скрои национална програма за развој на земјоделството и на руралниот развој за периодот од 2013 до 2017 година, вредна 700 милиони евра. Еве што изјави за тренд неодамна ресорниот министер. Од тие 135 милиони евра, 112 милиони евра идат како директна финансиска поддршка на самите земјоделци. Тоа се оние субвенции кои што самите земјоделци ги познаваат и дополнителни 23 милиони евра, тоа се за прв пат, значи го зголемуваме износот во делот на програмата за рурален развој, некаде околу 17% од вредноста на вкупниот пакет на финансиска поддршка во земјоделството. Она што е јасно за исплатата на субвенциите за минатата година е дека земјоделците се офајдија во предизборие. Како ќе бидат искористени парите? Допрва ќе се анализира. Тоа беа бројките, оценките и очекувањата на експертската јавност и ставовите на владата во продолжение, како што веќе најавив, следува разговорот со Ристо Велков, прв човек на синдикатот на земјоделски производители од регионот на Струмица. Но сега следува блок реклами, останете така. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Новиот Suzuki Swift. Побрз, побезбеден, поелегантен, поспортски, со цени од 9.990 евра или на кредит со месечни рати од 99 евра, со бензински или дизел мотор. Проверете на mirkat.mk. Тотал ТВ. Новиот Seat Leon, автомобил на годината во Македонија за 13.970 евра, потполно опремен. Со секоја постапка го оставаме нашиот личен белег.
Затоа од нас зависи каков белег ќе оставиме. Фер избори 2013. Како што најавив, почитувани гледачи, гостен во Тренд на 24 вести Ристо Велков, земјоделец од Струмица, од Сојузот на синдикати на земјоделски производители, токму од овој регион. Велков, добре дојдовте во Тренд. Добре најдовте, добре ве најдов и најнапред да се заблагодарам на поканата за учество во вашата емисија и да ја искористам приликата да ги поздравам сите ваши гледачи, а посебен поздрав до нашите страдалници, тоа се земјоделските производители. Така, не случајно сте тука, значи во предизборија владата од буџетот исплати повеќе од 35 милиони евра на име субвенции. Значи ние велиме со фајдија сточарите, градинарите, земјоделците воопшто. Стаса ли овие пари конечно навреме пред новите реколти и посеви? Добро рековте, со најавата на владата дека во предизборието требаше да бидат исплатени 35 милиона евра на самите земјоделски производители. Меѓутоа, податокот од теренот мислам дека дава друга слика. Голем е бројот на самите земјоделски производители што се жалат што нема добиено субвенции. Поготово што беше најавено, мислам дека од министерот Ставревски дека во првата фаза беа исплатени 23 милиони евра, што требаше да стигнат за сите 23 милиони килограми или 23.000 тони на производителите на тутун. Меѓутоа, податокот од теренот вели дека сите земјоделски производители на оваа производство ги немаат добиено средствата. Меѓутоа, уште пожалосно е дека преостанатите 12 милиони евра, мислам дека се далеку од субвенциите што требаше да ги добијат самите земјоделски производители на име субвенции во текот на оваа година, кое што знаеме рокот на исплатата е некаде околу 30 јуни дотичната година. Зошто велите далеку од таа сума што требаше да се исплати? Мислам дека за оваа година се планирани 115 милиона евра на име субвенции за директна исплата на самите земјоделски производители, било од растително производство, било од животинско производство. Меѓутоа, еве сега ќе кренеме, добро е тоа што смогна сили владата да најде средства за да се исплатат средствата на самите земјоделски производители. Од самиот аспект, дека и самиот сум земјоделски производител и представник на земјоделци од повеќе граѓи. Мислам дека најдобре ќе дојде сумата во субвенционирате кај тутунопроизводителите, бидејќи сега тие се наоѓаат во фаза пред почетокот на новото производство, тоест на новиот турнус на производство во производната 2013-2014 година. Бидејќи не може да го забораваме фактот, тутунот спаѓа меѓу ретките култури како двогодишна, не како производство двогодишна, меѓутоа се произведе ова година, а пласманот е следната година. Сега, од една страна, еве ќе кажеме народно, ако владата се однесува како мајка на овие производители, не сакам да го негирам овој податок, меѓутоа, зошто кон останатите земјоделски производители, овде ќе ги земам пред се градинарите, кои своето производство почнаа да го даваат минатата 2012 година од април месец и се наоѓа пред 2 месеца во фаза на подготовка и отпочнување на новиот турнус, тоест на ново производство, не се смогна сила во почетокот на годината, а не во фазата пред изборието да се исплатат средствата кај самите земјоделски производители пред се на градинарите. Ама еве ви исплатија Велков сега и на градинарите, значи околу 5-6 милиони евра од овие суми беа исплатени и на градинарите. Дел беа исплатени, но на кое име и кој дел од самите градинари добија, јас не знам. Меѓутоа, знам дека голем е процентот на самите производители на градинарски производи не добија субвенција. Така да, Велков, субвенциите дел се исплатија во предизборие. Она клучно прашање, зашто ги трошите овие пари кога ќе ги добиете? Социјална компонента или развојна компонента? Каде завршуваат парите? Колку чини производството на еден домат или на килограм домат? Еве да кажеме првата најава кога дојде оваа влада на власт некаде 2007-2008 година.
Мислам дека беше прва влада што објави дека ќе инвестира доста повеќе во земјоделието за разлика од претходните влади. И тоа беше факт. Да, Сумите беа зголемени така да како во првата апсолутни бројки. 2008 година беа најавени 45 милиона евра, втората година 70, третата 100 и четвртата 115 милиони евра, така да во наредниот период сумата сега треба да се уште повеќе зголемува во сферата на субвенционирање. Меѓутоа, фактот дека самото субвенционирање во земјоделието представува стимулирање, тоест усовршување на начинот на производството и добивање на повеќе поголеми приноси од единица површина, фактот од теренот дека епитетот на субвенционирање во земјоделието не ги оправдува очекуваните резултати. Зошто? Прво и основно, тие немаат економски карактер. Зошто? Сведоци сме од теренот дека од најавената 2008 година до ова 2012, еве веќе сме 2013, податокот од статистика вели се поголема е сумата за издвојување на средства за увоз на храна, додека добиените средства на сметка на извоз на храна во нашата држава е се помалку. Што значи тоа? Имаме веќе намалено производство. Од друга страна, мислам дека и податокот од теренот го вели истото тоа што ќе кажам. Тие немаат ниту развоен карактер. Зошто? Затоа што се поголем број на млади и работоспособни жители на селата, тоест на руралните средини, својата екзистенција, ако досега ја наоѓаа во земјоделието, сега спасот го бараат надводно од државата. Друг податок. Сведоци сме, ако имаше развоен карактер, зошто во последно време, ако во првата година имавме субвенционирање, ќе го земаме лозарството, некаде од 40.000 денари по хектар за површина до 5 хектари. Зошто сега оваа површина за истата висина се намалува на 3 хектари? Ќе го земеме и житарството. Зошто висината од 8.000 денари по хектар беше прогнозирана за производителите кои имаат производство до 20 хектари, додека сега процентот се намалува 50%, оваа висина доаѓа на 10 хектари. Мислам дека дури субвенциите немаат ни социјален карактер. Зошто? Затоа што од евидентирани со самиот подпис во земјоделието од 180.000 семејства кои се дефинираат како директни или индиректни земјоделци, само 110.000 земјоделци добиваат субвенции. Па сега, ако се зема параметар, ако немаат економски, ако немаат развој, ако немаат социјален карактер, мислам дека ти имаат политички карактер. Зашто се користат тогаш тие пари? Еве овдека јас значи имам фотографии како евиденција на вашиот труд или на вашата работа, на вашиот ангажман. Еве од оваа градинарска култури. Значи сакам да ве прашам, колку вие инвестирате на годишно ниво? Еве, вие прашате колку чини цена на чине на даден производ. Или колку чини, еве, колку ве чини на производство? Самото воведување на субвенционирањето во земјоделието мислам дека не е поведено правилно, во правилен аспект. Зошто? Според секоја гранка немаме правилен пристап во висина на субвенционирањето. Во ред, не сакам никаква маргинализација да речеме тутунопроизводителите се едни од земјоделските производители кои добиваат највисока цена на субвенционирање, тоест по 1 евро за килограм. Меѓутоа, ако рековме дека целта на субвенциите да се стимулира земјоделскиот производител да го зголеми површината, да го зголеми и усоврши своето производство, но дали се водеше сметка при ова субвенционирање? Да. Производителот кој што производел тутун од прва класа со цена на чинење некаде околу 230-240 денари, добија субвенција од 60 денари. Истиот тутунопроизводител добија 60 денари субвенција на сметка на продаден тутун од 20 денари. Која е целта? Како ќе се стимулира тој земјоделски производител да оди во квалитет? Ќе го земеме градинарството. Имаме тука субвенција од 2000 денари или 20.000 денари по хектар. Според сите статистики, цена на чине на производство на домат, краставица е некаде околу 20 денари по килограм. А субвенционирањето во овој дел, во овој сектор е 2,5 килограми за 1 денар. И која е перспективата во овој сектор? Колку ве чини производството? Колкав е трошокот? Каков е трендот на трошоците сега за производство земјоделско? Ако го земаме трендот на секојдневното зголемување на цената на репроматеријалите, сите оние што се занимаваат со градинарство, поготово рано градинарство, цената на чинењето на самото производство е доста висока. Така да, субвенциите што се даваат во овој сектор неодалеку нема шанса да ги покријат основните трошоци. Затоа,
све док сум отерано. Целта и апелите од градинарите е да се најде начин како да се најде пласман на тоа производство, бидејќи последните 7-8 години сведок сум отеран да производството наместо на трпеза стигне во депонија или остане на нивите. То значи Добро, што е со извозот, значи бројките покажуваат дека расте увозот на храна, но во исто време дека имаме динамика на порасти на извозот, особено на градинарските производи. Од владата вела дека веќе се освоени регионални пазари, дека веќе се пробиваат тие пазари, расте извозот. Ако имаме пазари, зошто цената на градинарските производи е толку ниска? Еве, минатата година цената на чинење беше на производ домат беше од 3 до 8 денари. Амбалаж од 8 килограми со цена на чинење на истиот од 20 денари во струмичкиот пазар се продаваше 50 денари. Што значи 8 килограми за 30 денари. Амбалаж од 10 килограми пакување краставица се продаваше 30 денари. Каде е проблемот, Велков? Можеби вие како земјоделци не сте подготвени да се соочите веќе со конкуренцијата европска, што ја има и регионална? Да, има вина и кај самите земјоделски производители. Пред се, тие не се едуцирани и организирани. Па сета тој нивен недостаток го користат другите субјекти и затоа оваа целна група, тоест овие граѓани што обстануваат од земјоделието, мислам дека доаѓа до честа манипулација со сите останати субјекти што се соочуваат од производството па останатите до пласманот. Билков, зошто само да се чека на државните субвенции? Зошто земјоделецот не влезе значи во некој инвестициски процес преку кредитирање или можеби преку искористување на овие расположливи ИПАРД фондови строго наменети за земјоделците? Еве најнова вест последно пред неколку денови дека и малите и средни земјоделци веќе им се создава можност, простор да аплицираат за тие ефтини кредити или грантови од Европската унија? Сето она што се случува во следните 10 години во секторот земјоделие нема шанси да го стимулира самиот земјоделски производител да инвестира во земјоделието. Бидејќи се почесто, пак ќе спомнам, неговото производство наместо на трпеза завршува во нивите или во депонија. Самиот факт дека за да инвестира треба да подигне кредит. Рековте ИПАРД фондовите. Како наидоа кај самите земјоделски производители покажува податокот, мислам дека е од 1 или до 5% од земјоделските производители кои што ги искористија овие средства. Меѓутоа, не е проблемот да се инвестира во самото земјоделие. Проблемот е каде и како да се пласира самото производство и по која цена. Добро, зашто сметате дека тука владата треба да има клучната улога? Значи тука е самиот земјоделец, внатрешната организација, здруженијата земјоделски, тоа е цел значи еден бизнис сектор? Па еве сведоци сме од теренот дека во последно време минатата година или пред минатата година почнаа нагло да требаше да има тренд на формирање на кооперативи, тоа е задруги. Да. Меѓутоа, имајќи го фактот што се случуваше пред X години, самиот земјоделски производител е уплашен да влегува, да се учленува во тие задруги или кооперативи, иако тие нудат сосема друго. Меѓутоа, и самата цел, формирање на кооперативи не ја покриваат правата очекуваност од нивното формирање. Бидејќи, мислам дека тие кооперативи, сега имаме ние една или две во струмичкиот регион, мислам дека постојат фиктивно. Тоест, колку да се каже, има формирано кооператива. Бидејќи, ако е целта на земјоделци да се здружат во тие кооперативи, мислам целта преку тие кооперативи е да дојдат до поевтини репроматеријали и до пласман што ќе дава барем 10 до 20% повеќе од цената на чинењето на самото производство. Меѓутоа, кооперативите што се формираат досега немаат никаков тренд на позитива во овој аспект. Има ли партизација во делбата на субвенциите, Велков? Па не можам да го кажам тоа, бидејќи и самите дискусии често што ги водам и стојам на страната на земјоделските производители, се води некоја полемика дека Ристо Велков е политички определен, затоа ќе кажам дека субвенциите како се дават, тие знаат. Дали ги бираат, кои се нивни членови или не знам. Сега за сега, овие 3 години, оваа година се уште, еве јас немам добиена субвенција. Ако минатата година добивав меѓу првите, сега немам добиена субвенција. Иако имам аплицирано и во градинарство, и во житарица. Така да, не знам што е причината. Мислам дека пред се првата и основна причина дека нема доволно средства. Велков,
700 милиони евра, поправете ме со новата стратегија што објави 750 милиони евра, пари стриктно наменети за поддршка на земјоделскиот сектор во 5-годишен некој период. Значи, зборуваме за големи буџетски суми, кои што по логика на нештата треба да дадат некој конкретен ефект, што на крајот од денот треба да се почувствува не само по джебот на земјоделецот, туку и на трговската сметка на државата, преку зголемен извоз. Велиме дека владата вели дека 750 милиони евра инвестирала на име на субвенции кај самите земјоделски производители. План е и за толку да се заврши тој период. Меѓутоа, и самата влада знае дека дел од ставките, тоест висините, ги скратува во субвенциите. Доказ. 2011 година, поради појавата на шерихета, на 21 септември 2011 година донесува одлука самите градинари, поради појавата на оваа болест, да бидат субвенционирани 2 милиони евра. И тоа, производителите на домати од 0,2 до 0,8 хектари, за тие што се евидентирани 12.000 денари и за тие што се регистрирани 16.000 денари. Од 0,8 до 1,5 хектар, од 7.500 денари до 12.000 денари, во зависи дали се евидентирани или регистрирани, и над 15, над 1,5 хектар од 5.000 до 7.500 денари. Меѓутоа, ако 2 милиона на име на субвенции, на база, на предадено производство, на кантарна белешка, добија дел, и тоа ќе кажам, дел, а не сите земјоделски производители на градинарски производи од културата краставица и домат, не ги добија. А овие средства по површина, слободно можам да кажам дека воопшто не стигнаа кај овие производители. Која е причината, не знам. Меѓутоа, ќе го земеме и податокот од распределбата на субвенциите за 2012 година. Март месец, на база 50-50 рурален развој за набавка на механизација. Во март месец имаме 9 милиони средства кај градинарство, имаме 6 милиона кај живинарство, имаме 2 милиона кај пчеларство. Октомври месец се губат средствата. Кај се овие средства? Во која смисла се губат средствата? Не знам кај се средствата, мислам дека тоа треба да го кажат надлежни. Истото, ако за субвенциите во 2012 година во трите сектори, растително, животинско и органско производство, на 13.2.2012 година беа објавени негде за субвенции 97 милиони евра, зошто на 19.9.2012 година сумата се преполова некаде на 45 милиони евра? Која е причината? Мислам, одговорот тука треба да го дадат надлежните, сите они кои ја креираат оваа политика на распределбата на субвенциите секторски и останатите. Вилков, при крајот на разговорот да ве прашаме она што беше актуелно, Струмичкиот регион беше погоден од оние елементарни непогоди со поплавите. Како стојат работите? Владата во неколку наврати објави дека прави проценка на теренот, проценка на штетите, објави обештетување на земјоделците директно и индиректно. Мислам дека беше извршено обештетување на база на оштетувањето на куќите, на домовите. Меѓутоа, од сферата на земјоделието, бидејќи и самата постапка налага, треба да се излезе на терен, да се установи колкав е процентот на штетата, па потоа да се одреди висината, па се прави елаборат, се носи на совет, се одлучува, потоа владата донесува одлука колку и како ќе биде распределена сумата и висината на тие средства. Меѓутоа, самите земјоделски производители со овие штети, поплави, ќе добијат, и ако добијат обештетување, тие ќе бидат директни штети, тоест со самото уништување на растителното производство што беше застапено на терените кај што се Меѓутоа, никој досега не сум чул што со втората анализа, тоест индиректните штети. Со самото поплавање, водата носеше и доста наноси. Мислам дека тука неминовно ќе дојде промена на самата структура на почвата. Така да мислам дека доста треба да се обрне внимание и на оваа проблематика. Бидејќи самите земјоделски производители кои беа поплавени и имаат наноси на своите површини, цехот ќе го плаќаат во наредните години. Тоа ќе се останови во близок временски период. Вилков, и ова да ве прашам, значи колку се искористи она можност, поволност од владата да се дојде до ефтина механизација земјоделска? Па имајќи го фактот на кој степен финансиски се наоѓа земјоделскиот производител, мислам дека
Има одредени проценти кои што самите земјоделски производители ја искористаа ова прилика, затоа што мораме да кажеме дека беше доста поволна. Ако чини една механизација, да речеме, која употреба самиот земјоделски производител 10.000 евра, тој ќе плати само 5. Меѓутоа, сето тоа, пак ќе кажам, пак ќе се вратам на тоа, и ИПАР фондовите се добри. Меѓутоа, што со производството? Не е проблем да се направи некоја фарма или оранжерија, но што со самото производство? Тука треба да се води сметка. Вилков, годинава каква храна ќе јадеме? Градинарски производи, ефтини, скапи? Па сведок сум од теренот дека доста од вас новинарите прашуваат дека ќе биде скапа храната. Поготово што фактот од теренот вели дека во последно време е доста висока цената на производите што се нудат на пазарите. Меѓутоа, мораме следно да го споменеме, барем 90 до 95% ова производство е надвор од нашата држава. Бидејќи што се однесува до градинарските производи, тие се застапени на сосема мали површини, бидејќи рекове, цената на чинење на самото производство, поготово под овие услови, е доста висока. Меѓутоа, ако во догледно време не се изгради стратегија за начин и постапка како да се пласира производството, еве ќе се видиме после 1 мај, и јас мислам дека драстично ќе бидат ниски цените на градинарските производи. Меѓутоа, ќе бидат тие ниски само во струмичкиот регион и на Кванташки во Скопје, додека на малите пазари тие сепак ќе бидат поголеми. Затоа што со пазарите владеат само трговци, не владеат самите земјоделски производители. Таму се диктираат цените преку трговци. Да, таму се диктираат, па секој трговец си зима онолку количина колку може да ја продаде тој ден, да кажем. Така. Ристо Вилков, земјоделец од Струмица, прв човек на Сојузот на синдикати на земјоделски производители. Уште еднаш ви благодарам што дојдовте од Струмица за да гостувате во... Надевам дека и во идење ќе имаме комуникација и соработка, се со цел да помогнеме да изнајдеме решение во овој сектор. Така, легитимно е да се отворат сите прашања и сите дебати. Да. Вилко, ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што не следевте. Се гледаме со нова тема. Довидување.